Голем број на вработени луѓе нема да можат додат да произведуваат. Тоа ќе влијае на страната на понудата на стоки и услуги. Исто така, голем број луѓе нема ниту да трошат, со што ќе се влијае и на побарувачката. Ова се двата најважни економски аспекти кои се погодени од ширењето на коронавирусот. На Штуловиот универзитет во Тетово, експертите дебатираат токму на оваа тема. Доколку овие ефекти се од краток рок, 30 до 60 дена, тога и светската економија некаде од септември повторно би се вратила на патеката на раст, како и пред влијанието на коронавирусот. Меѓутоа, доколку тоа е од подолгорочен карактер, а исто така и дојде во корелација и со други фактори на економскиот раст, и доколку има продолжено влијание, тога и светската економија може да влезе и во подолгорочна рецесија. Сериозноста на ефектите во земјава се уште не е на високо ниво, тврдат експертите, но сметаат дека ситуацијата треба будно да се следи. Доколку тоа се продолжи и трае, најверојатно ќе треба да има покрај мерки од монетарната политика, мерки од фискалната политика, исто така да се проценат состојбите и да се преземаат и подолгорочни мерки. Исто, иако лоше весе берзите дека паѓаат и цената на нафтата, меѓутоа цената на нафтата во Република Македонија е инпут во трошците на производството и тоа исто така доколку потрае може да делува и на ублажување на ефектите од кризата. Според експертите, најмногу погодени сектори се туризмот и извозот.